Ивана Кнез со нас, позната македонска дизајнерка која неодамна приреди несекојдневна ревија во библиотека, спојувајќи мода, поезија и музика во едно уникатно доживување. Ивана Кнез, жена која не следи трендови, туку создава собствен свет и препознатлив уметнички израз. Добро утро, Ивана, за тебе. Добро Како утро. си ни ова утро? Па после ваква најава прекрасно. Се уште си под импресија, предпоставувам од ревијата која што се случи неодамна и тоа под мотото библиотеката е во мода, модата е во библиотека. Точно. Пред се се заблагодарам на директорката на библиотеката Анита која што ме покани да бидам дел од овој настан и што отвори граници, отвори поинаква перспектива на покажување на работите. Прв пат во Македонија мислам дека се случува ваков настан, каде што на едно многу несекојдневно место споивме различни начини на уметничко изразување и можам да кажам дека сум презадоволна од фидбекот и на посетителите и на публиката. Така. И сега колку е битно да носи порака за тебе, да речеме, Модата да носи порака, да не е само визуелен впечаток. 17 години работам со цел некаква порака. Дали е тоа да се сакаат жените, дали тоа да се сакаат жените сами себе, дали е тоа да се шири љубов и позитивна енергија. Никогаш мои парчиња не излегле од мојот ателје онака, колку да, нели, без позадина. Така да со самото тоа што споивме нешто што е безвременско и најзначајно во животот на еден човек, а тоа е читањето, според мене. Мислам дека малку повеќе се даде на значај на тој дел од модниот свет кај нас. Така. А често велиш дека модата е уметност, каде завршува модата, започнува уметноста? Во мојот свет е многу поинаку од, да речам, општо и јавно прифатениот став за мода. Модата, таква каква што е по дефиниција, гледа кон иднината. Модата се трендови, модата се конзумеризам, капитализам, водена е од поинакви постулати. Во мојот свет е тоа се многу поинаку. Кај мене е многу интимен процес, бидејќи работам со секоја жена посебно. Сакам секое моје парче да биде за секоја жена посебно, не сакам да личат една на друга, не сакам и кога го имаат истиот фустан различно да го носат на различен начин и да го изразат својот стил. За мене индивидуалноста најважна. Добро, затоа што факт е дека со облеката сакаме да прикриеме некои недостатоци, при тоа да истакнеме некои убави работи кои што ги имаме ние жените, затоа што нели сите имаме различна конституција, но сакам да те прашам дали еве кај тебе доаѓаат многу дами, сите имаат своји визии, дали некогаш си се нашла во ситуација да бидеш упорна, да не создадеш некоја креација доколку сметаш дека таа креација не би била соодветна за личноста која што е намената. Да, апсолутно, мислам иако тоа е огромна желба за клиентот. Да, апсолутно. Мислам случајно и да ги испратам од како така да се одат, ја знам таа ситуација случајно. Од проста причина што не сакам да правам нешто што е против мојот став. Ако сметам дека нема да ти прилега и нема да ти стои, знам дека нема да ти прилега, јас моето име го ставам на... Да, по секоја цена нема да изработиш. Пошто матурантките се некако така со такви... Па ќе се изненадиш, ама и веќе и повозрасните жени, бидејќи имаме некоја атмосфера, можеби и глобално, не можам да речам дека е само локално, на наметната тежинска не самодоверба на жените. Се повеќе и повеќе ние жените губиме самодоверба гледајќи го она што ни е филувано на социјални медиуми и малку се губиме во тој лавирин. Инстаграм да се реалити. Точно. И некако, знаеш, се покревки и покревки жени доаѓаат кај мене. Од години и години жената е се покревка и покревка сама со себе во постоење на овој свет, така да го кажам. А што најчесто сакаат жените денес, да бидат модерни или да бидат своји? Да бидат едноставни. Тоа е некако се повеќе и повеќе се преферира. Ако порано беше да бидам главна на свадба и да ја нема невестата, нели? Сега е некако што и можеби и подобро да не доминирам се, не знам всушност дали е подобро. Тоа е мач со две оштрици. Веројатно најдобро е да се биде своја. Тоа е веројатно и најтешко. Дали некогаш си направила или си искреирала нешто што е тренд, а при тоа да не си своја во таа креација? Да, имам сметки за плаќање. Морам некогаш и тоа да го правам. Јас живеам само од ова, значи немам бекап варијанта, немам позадина, семејство и сопрузи, такви работи. Така да морам некогаш и да размислувам за финансиите и морам да одам
против тоа што јас би го ставила како не можам да речам тренд, туку како стил. Деки трендови многу и нешто не почитувам. Но да, имам направено парчиња кои што во 90% случаевите јас и не би ги ни носела. Ама тоа и тоа, така треба да биде. А колку денес има простор за уникатни парчиња во време на брза и масовна мода? Во време на брза и масовна мода, самото име си го кажува тоа, со оглед на тоа што кај нас не е за еден ден, кај нас сепак треба повеќе време, а во однос на custom-made парчиња, тоа е веќе процес. А сакам да се навратам малку на ревијата, видовме и рачно сликани креации. Да. Колку трпение бара сето тоа? Многу ми е драго што се вратив на тоа. Јас тоа го немам правено едно добри 15 години. И многу ми е драго што некако ми требаше вентил да излезам од тоа што ме праша Ненад, да излезам од побарувачката и потребата, така некако. И сликарство во мене ми беше омилен предмет на факултет, едва и чекав да дојде часот. И некако знам дека никога нема направено тоа кај нас во Македонија во живо да слика на фустан. И си реков зошто да не? Зошто да не споиме нешто што е мое лично и нешто што луѓето ќе го гледаат можеби на поинаков начин. Ја одбравме темата со одведна на бисера. Ги одбравме лебедите од Струга и од Охрид, кои што мене ми се залепени за срце од кога паметам за себе. И испадна многу сум задоволна. Ги видовме фотографиите, за идејата не те прашавме, за меѓу книги да биде ревијата, тоа да не е на писта. Иако сега во последно време модните ревии се случуваат на несекојдневни. Точно. Дури и во светските куќи, бидејќи финансиите може да им го дозволат тоа, и прават сцени каде што се случуваат модните ревии. Кај нас се уште се тоа климава територија, меѓутоа кога се има простор за вакво нешто, зошто да не? Идејата е да се повика поширока публика кон библиотеката и успеавме во тоа. Имаше луѓе кои што точно знам дека никогаш не стапнале во библиотека и влегува во библиотека. За мене тоа огромен успех. Бидејќи, како што и сами знаеме, луѓето кои што читаат се една одредена групација и тука завршува приказната. И сега целта беше ова да се направи малку еден помасовен настан и успеавме. Ме интересира кога би имала финансиски средства, можност, на која локација би направила ревија и како би изгледала таа? Имаше една ситуација каде што веќе го реализиравме тоа, тоа беше пред едно 10 години, ако не и повеќе. Во Б2 на плоштад дигнавме бина внатре во дискотеката, 3D бина беше крената. И тоа беше еден многу интересен настан. Понатаму... А во светот? Во светот, значи јас, не во светот, кај нас би направила во Матка во пештерите. Одлично. Тоа ми е некоја, така да речеме, интересен предизвик и замисла. Не ми се верува за идејата, но зашто да не? Би сакала со некој, не знам, Министерство за култура, ако ме слушате, здраво тука сум, да не подржите. Би сакала да направам, например, некој настан, каде што во бродови, посетителите би гледале перформанс моден и би дале малку значај на тој дел натаму, бидејќи фасцинантен и преубав дел од Скопје, кој што сметам дека не е доволно истакнат. Да. А што мислиш дека им недостасува на младите дизајнери денес? Трпение, слобода или пак храброст? Храброст. Храброст пред се. Многу пратат. Треба да почнат да водат. За да се наметнат на... Не мора да се наметнат, само не треба да пратат. Само треба да бидат своји и да водат. Трендовите се здодевни, менливи и минливи, а индивидуалноста и стилот останува за секогаш. И некаде пред крај, што после оваа ревија, летово твориш, работиш или ќе го релаксираш? Летово се знае, ние дизајнерите сме како Охрид, живееме за матури и за свадби. Ама зато имаш простор, нели малку да... Тука сум летово, моите одмори се после септември, се најчесто планина, многу повеќе преферирам планина. Понатаму ќе има. Меѓутоа, знаеш како, додека не се случи, така. Да, кога ќе дојде вистинскиот момент за инспирацијата, ќе се дојде се. Ти благодариме, Ивана, многу за ова твое гостување, те очекуваме повторно. Благодарам.